На 25 ноември, со почеток во 10 часот, од ова место точно каде што се наоѓаме, од плоштадот Александрија во Прилеп, ќе започне првиот прилепски полумаратон, кој што е во организација на атлетско-рекреативниот клуб Лотус од Прилеп, а со поддршка на локалната самоуправа од овој град. Повеќе околу овој настан кој што за прв пат се организира во нашиот град, ќе поразговараме со Божидар Чаушовски, кој што е председател на Сдруженијето Лотус и директор на оваа трка. Божидар, добре дојде пред се во твоето прво интервју за порталот Инфокомпас. Ви благодарам на укажаната чест да бидеме. Ова е наше прво гостување и рекламирање на некој медиум. Најнапред да ги поздравам сите гледачи на Инфокомпас. Првиот прилепски полумаратон, како што најави ти, ќе се одржи на 25 ноември, со почеток во 10 часот, токму тука на реклами. Тука е и стартно целната рамнина, тука е и финишот, тука ќе има и програма која стартува од 9 часот и 30 минути, значи половина час пред почетокот на полумаратонот. Еве, пред се како дојавте до идеја како здружение да го организирате овој за прв прилепски полумаратон кој што да кажеме е со должина до 21 км. Најпрви пред да имаме здружение, пред да го регистрираме здружението, група ентузијасти готово 7-8 години учествуваме на разни меѓународни атлетски надпревари. Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, најчесто сме тука на Балканот. Идејата дојде токму од нашите пријатели, клубови, кои што каде што одиме на гости, самите изразија желба да организираме трка, за да дојделе да го посетат нашиот град и да учествуваат на манифестација што ќе се одржува токму во Прилеп. Од таму идејата да се организира полумаратон. Колку вакви полумаратони има на ниво на држава? На ниво на држава, на Македонија зборуваме. Па најчесто и најголем број од трките се одржуваат во Скопје. Значи Скопје сигурно има годишно околу 4 до 5 полумаратони. Оваа година нашите пријатели, еве ќе користам можност да ги поздравам од Струмица, организираа во август прв ноќен полумаратон. Тука се и Кавадарчани, организираа и тие прв ноќен полумаратон. Во Велес минатата недела се одржуваше и таму полумаратон, значи некако желбата да се организира ваков тип на надпревари прераснува во поголемо. Овој полумаратон, каде ќе биде неговата рута, каде ќе се движат учесниците? Значи трката ја осмисливме неколку, значи еден одреден период работевме трката да биде во централното градско подрачје, значи да не излегува на регионални патишта, туку да се тркачите да трчат низ улиците на град Прилеп. Како што кажавме, значи стартот е тука на реклами во 10 наутро, се продолжува према судот, на кружниот кај судот, нова автобуска по улицата за црквата Света Петка во Точила, потоа се продолжува за интернат, па слегуваат надпреварувачите по Марксова, на кружниот кај поштата свртуваат према Педанот, не знам колку го познава тоа место, улицата за касарни, таму значи се дели за касарни и за центар, значи надпреварувачите продолжуваат кон центар, тука имаме делба, оние што трчаат на рекреативната трка, значи во склоп на полумаратонот имаме и рекреативна трка на 5 километри, продолжуваат покрај зграда Македонија до финишот тука во центарот на Прилеп. Останатите продолжуваат према Табана до Солидност по улица Битолско џаде, Александар Македонски, до судот, се враќаат значи Димо Наредников до судот и така продолжуваат втор и трет круг. На третиот круг, кога ќе се вратат до судот, не почнуваат нов круг, туку влегуваат во финиш, со тоа за нив полумаратонот е завршен. Ја исполнуваат нормата од 21 км. Колку пунктови ќе има каде што ќе можат да се освежат учесниците на овој полумаратон? Со оглед на тоа дека е трка во кругови, направивме во рамките на еден круг да има два освежителни пункта, што значи дека ќе има секој 3500 метри или 3,5 км. Освежителни пункта, вкупно 6 во текот на трката за полумаратонот, односно еден освежителен пункт за оние што ќе трчаат на 5 км. Рекреативната тура ја спомнаваме тука, таа е 5 км. Да. На нас очекуваме поголема масивност, оглед на тоа дека
е помала трка, може секој да си ја дозволи, временските услови токму во овој период се најдобри за трчање, не е жешко, не би требало, барем како што гледаме прогноза, да биде и многу ладно, околу 10 степени. Исто така во рекреативната трка и дадовме мала мотивација за оние здруженија, фирми или како да ги наречеме клубови. Тимбилдинг надпреварување со можност да пријават 3 надпреварувачи во рамките да се надпреваруваат под исто име или атлетски клуб на 5 километри, најмалку 3, а бројот на учесници на максимумот не е одреден. Значи најмалку е 3, максимумот не е одреден. Се земаат ремината на најдобрите 3, со тоа ќе има и надпревар, значи како на здруженија. Исто и за нив осмисливме награди, пехари за прво, второ и трето место во здруженија, пехари во генерален бласман за полумаратонот. Пехари ќе има и во категорија од 50 години и нагоре, исто така во полумаратонската трка, која што и даваме и најголемо значење на ова манифестација, затоа е и крстен полумаратонот Прилепски полумаратон. До сега, колку учесници се имаат пријавено на овој полумаратон и колкава бројка очекувате и дали учесниците ќе бидат од Македонија или сепак ова манифестација ќе има и меѓународни рамки? Пред самото отварање на пријавувањето, значи, бројката со која што би сакале, значи, ја имавме како зацртана цел на учесници кои што би се пријавиле, беше бројка од 200. До овој момент, значи денеска, имаме околу нешто повеќе од 150 пријавени учесници, а секако трката има и меѓународно значење. Тука се нашите гости од Србија, од Црна Гора, имаме надпреварувачи од Хрватска, од Босна и Херцеговина и надпреварувачи од мировниот корпус во Скопје, значи тие се од Соединетите Американски држави. До кога трае пријавањето и каде тоа може да го направат оние кои што сакаат да трчаат на овој Прилепски полумаратон? Пријавувањето, значи, трае до наредна среда на 21.11.2018 година до 12 часот напладне. Значи, еве секој кој сака да учествува, јас лично го поканувам, да не го чека последниот рок, да се пријави, значи, порано. Со тоа ќе ни помогне и нас, со оглед на тоа да ги изготвиме и стартните броеви. Стартните броеви се со чипови, значи мерењето ќе биде како на големите маратонски трки. Так тайминг од Скопје ќе ни ја врши таа услуга, а пријавувањето, значи, исто така и за 5 километри е до 21 ноември. Каде може да се пријават? Може да се пријават на официјалната веб страна на полумаратонот prilep-halfmarathon.ml. Исто така и нека го посетат и нашиот ивент на Facebook Прилеп Half Marathon. Таму ги имаат сите се што ги интересира, ги имаат токму истакнато за нашиот полумаратон. Божидар, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека ги заинтересираме сите љубители на трчањето и на љубители на маратонот. Фала многу и на вас и ве очекуваме еве како Инфокомпас да се појавите и на 25-ти, да заедно да го проследиме Прилепскиот полумаратон. Секако Инфокомпас ќе биде на 25-ти заедно со вас, ќе го проследиме овој настан, а за сите оние љубители на трчањето, уште неш да повториме, можат да се пријават на овој Прилепски полумаратон до 21 ноември.